Добре дојдовте во уште едно мое видео. Ова што гледате пред вас е Северното море, а јас, верували или не, на ова видео се бањам во него. И исто така останете и изгледате го до крај видеото, ви снимав средба со Елени. Конечно ми се оствари сонот да се избањам во Северното море. Не знам колку е температурата на водата, меѓутоа е многу ладно. Меѓутоа не можам да пропуштам оваа прилика да го осетам ова Северно море. Иначе бањањето во ладна вода носи многу здравствени придобивки, затоа што кога го шокирате телото, тогаш сите крвни садови во телото ви се активираат, а верувајте има километри и километри крвни садови кои што никогаш не се активирале. Па така ладното ги активира тие крвни садови, го шокира телото и на тој начин го уклучува имунитетот. Значи препорачувам на сите да се бањате во ладно или со ладна вода. Можете да почнете помалку и да го зголемувате тоа. Можете да почнете со 5 секунди, со 10 и да дојдете до некаде 2 минути. Значи 2 минути престој во ладна вода ви е доволен да го активирате имунитетот и да подобрите вашата здравствена состојба. Мене ми е толку убаво што ќе си постојам уште малку, затоа што ретко имам прилика да го искусам ова преубаво Северно море. Малку е црно и малку ми е страв да пливам, меѓутоа е ладно, верувате, и едно од најладните мориња. Чувството после бањање со ладна вода е преубаво. Значи се осеќате опуштено, се осеќате релаксирано и мислам дека тоа е едно од најубавите чувства кои што ги имам. И секогаш кога сум под стрес, кога сум напнат, јас се бањам со ладна вода и после тоа се чувствувам преубаво, се чувствувам опуштено, се чувствувам релаксирано и ништо како да не ме занима, оно си у својата зона и се осеќаш преубаво. Тоа е уште едно од придобивките на ладното бањање. А исто така и некогаш, ако се осетам дека се разболувам, се осеќам дека сум... едноставно осеќате дека доаѓа болест, одам, се бањам и на некој начин се рестартирам и болеста не доаѓа. И мислам дека исто така ако се осеќате дека се разболувате, препорачувам да се избањате со ладна вода. Еве, ви снимав и малку од преубавата природа. Се надевам дека ќе уживате. И на крајот од ова видео ви снимав едно клипче кое што за мене беше изненадување на денот. А тоа е кога се вратив назад на местото каде што престојувам. Пред мојата зграда мирно си пасеа елени. За мене е тоа неверојатно и е едно од моите најубави искуства да бидам толку блиску со тие прекрасни животни. Тој клип го имате на крајот од видеото.
Па еве и малку да ве извозам низ ово преубаво градче или град. Името на градот е Берген и се наоѓа на северниот дел од Норвешка. Градот, како што гледате, е преубав. Во претходното видео ви ги снимав и неговите улици и ви покажав некои од неговите знаменитости. Мојот впечаток за овој град е позитивен. Луѓето се љубезни, природата е насекаде, не ја уништуваат и е безпрекорно чисто. Значи, овие луѓе кои што живеат тука не ја уништуваат својата природа. За разлика од нас, они си ја чуваат или можем комотно да ги наречам дека они се чувари на природата, а ние, за жал, сме уништувачи на истата. Тоа е мојот заклучок, кој сака може да го прифати, кој сака не. Ние сме познати по своите изговори, меѓутоа изговор за тоа што уништивме природа на толкава површина, како доле во Македонија немаме и нема никогаш да ни помине. Меѓутоа, ај да не оди видеово до таа тема, едноставно да учиме од овие позитивни примери, да прифатиме дека сме последни, дека нашата свест не е развиена во тој поглед и дека треба да се развиваме. Да прифаќаме позитивни примери, да прифаќаме критика и само така ќе можеме да напреднеме, па со Божја помош и со развиена свест и ние некогаш да живееме во чиста и здрава средина, како овие луѓе тука на северот од Норвешка. А ова е изненадувањето што ми се приреди кога се вратив назад, а тоа е пред зградата си пасат елени. Колку е ова убаво, ова е момент кој што ми е еден од омилените, затоа што прв пат гледам животни така мирно и толку близко да си пасат во населено место, без никој да ги задева. Ова е пример за еден живот на симбиоза помеѓу луѓе и животни. И ова е нешто од кое што треба сите да учиме. Че животните се дел од овој свет и тие припаѓаат на овој свет како и ние. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео, да ве потсетам да се претплатите, да станете членови и се гледаме во некој моје наредно видео. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.